Околу 50 вработени во клиниката за детски болести кои не ги добиле платите за последните 6 месеци и се уште имаат нерегулиран статус, немаат одговор од институциите. ТВ21 контактираше со нивни представници, кои изјавија дека се уште немаат информации од Министерството за финансии, каде протестираа и одржаа состанок минатата недела. Тие не сакаа да зборуваат пред камера, бидејќи тоа ќе го направат утре на новиот протест, овој пат пред Министерството за здравство. На прашањето за нивниот проблем, министерот за здравство Азир Алиу изјави дека не може да се решаваат проблеми ретроактивно од јануари наваму. Do të mundojmë ta zgjidhim edhe në klinikën për fëmijë, por ama në mënyrë retroaktive nuk mund të zgjidhen problemet. Problemet duhet të projektohen dhe të zgjidhen në formë afatgjate, në këtë rast për një vit. E dini që viti fiskal fillon nga janari dhe mbaron në 31 dhjetor, pra nuk mund të kthehemi retroaktiv të zgjidhim problemet nga janari e këndë. Директорот на клиниката Реджеп Мемеди изјави за ТВ21 дека вработените сега не одат на работа. Универзитетската клиника за детски болести се соочува со недостиг на кадар, поради што на крајот на 2025 година биле реализирани нови вработувања. Со согласност од Министерството за финансии бил ангажиран медицински, административен и технички персонал со договор на дело. Во декември 2025 година клиниката за деца преку Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување испрати официјално барање до Министерството за финансии за продолжување на согласностите за 2026 година за вработените со договор на дело. Во април оваа година клиниката за деца доби негативен одговор од Министерството за финансии за непродолжување на договорите. Инаку околу 50 вработени во клиниката за деца пред неколку дена протестираа пред Министерството за финансии, барајќи исплата на 6 заостанати плати, продолжување на работните договори и решавање на нивниот статус. Новиот протест го најавија за утре 12 јуни пред Министерството за здравство.